Кога делегати од целиот свет ќе се состанат во Обединетите нации за да разговараат за водата, и Брук Томпсон ќе биде меѓу нив, пренесувајќи ја приказната за напорите на незиното племе да ја спаси локалната река. Реката Кламат, која тече од Орегон до брегот на Калифорнија, го поддржува животот на луѓето со илјадници години. Племето Јурок, но и другите племиња кои живеат покрај неговите брегови со децении, зависеле од Кламат за изобилен извор на една од најсовршените природни намирници – лососот. Кога бев дете, ужива во риболово цело лето. Кампував цело лето. Во 2002, кога Томсон имала само 7 години, била сведок на најлошото изумирање на рибите во западниот дел на САД. Тоа беше најшокантниот показател за деценискиот пат на здравјето на рибите и реките, делумно предизвикани од серија брани на Кламат. Настанот предизвика движење. Многу племиња и еколози повикаа на отстранување на браната, а Томсон вели дека тоа го определило текот на незиниот живот. Се занимавам со инженерство поради трагедијата што ја видов во оваа река. Навистина ми даде пасија да сватам што не е во ред, како се тргна наопаку, од еколошки, но и од политички аспект. Прва од незиното семејство, Томсон магистрирала на Универзитетот Стенфорд, моментално е на студиите за доктор за науки при Универзитетот во Калифорнија Санта Круз со фокус на инженерството за животна средина и политички науки. Говорејќи на минатогодишната конференција за климатски промени во Египет, таа доби многу добри вести од дома. Браната конечно ќе се отстранува по 20 години активизам. Една од моите цели со овие конференции е да се обидам да дознам како можеме да ги поддржиме со граѓаните, домородните народи ширум светот, за да не мора да поминуваат низ истите предизвици. Дури ако изгледа невозможно во моментов, но има дури мала шанса за решение околу климатските промени, домородниот суверенитет и правата за водата, тогаш ќе продолжам да работам и да се залагам за тоа. Томсон стравува дека земјите во развој градат нови хидроелектрични брани за да ги исполнат барањата за обновлива енергија, без соодветно да ги земат предвид влијанијата врз животната средина, но и домородните луѓе.